Денешната епизода ја стартувам од една од највисоките точки на островот, тоа е Мдина, каде што се гледа буквално целата северо-источна страна и југо-источна страна на островот. А емисијата ќе биде најмногу со она што се случува оваа недела, конечно по неколку месечно јавување, правење притисок, создавање на една атмосфера дека Малта, македонците во Малта кои што имаат истечени патни исправи, треба да влезат во овој акционен план на Министерството на вътрешни работи за да се изведат вакви ковид протоколи токму тука обновата на патните документи. Тоа ќе биде емисијата и сите информации, детали за оние кои што веќе и ги извади, да видиме како течеше тој процес. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Ќе направиме на кратка реприза, сакајќи да им помогнам на луѓето кои што ги читам по македонските групи, посебно на овие што живеат во Малта, па дури оние што се надвор од Малта во нека друга странска земја, а имаат македонски истечени пасоши. Ние веќе скоро еден месец наназад и водиме на кампања, пуштивме и писма по медиумите. Маја Андреевска Блажевска ја почна таа кампања, буквално ги информираше сите институции и во државата што треба и како може евентуално да се помогне на луѓето кои што имаат истечени пасоши, а не може да се вратат дома за да ги обноват од X причини, можат евентуално со новите протоколи додат преку транзит земја да ги спочитуваат оние 14 дневни карантини, да ги направат тестовите, но за некого тоа е премногу. Сега за она што го најав на самиот почеток, луѓето кои што дојдоа од амбасадата во Рим, бидејќи таа е се уште одговорна за сите случувања конзуларни и дипломатски што се случуваат со македонците во Малта, ја достави таа екипа која што ги прави обновувањето на истечените патни исправи тука. До некое догледно време, кога македонците ќе добијат свое конзуларно представништво, бидејќи и заслужуваат толкова голема бројка, или со тек на време и амбасада. Сега за сега само почестен конзул и во просториите кои што ќе влезе почестен конзул беше направена оваа акција. Да видиме како течеше.
Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Министерството без ресор, што беше задолжено за диаспора, веќе го нема. Директно прашање е поставено до премиерот, бидејќи само тој може да одговори на тоа лично и е одговорен практично за тоа. Дали се прекинуваат врските со диаспората и што е посреди на ова? Мислев дека ќе прерасне во Министерство за диаспора. Не. Веќе го нема и одговорноста за сега во овие моменти припаѓа на Министерството за надворешни работи. Има национална стратегија која беше изгласана, сега кој ја контролира, имаше разни проекти кои што требаше да се реализираат и сите оние врски со диаспората. Премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев во неколку следни минути со одговор на ова прашање. Добро, благодарам прво на прашањето, да ги поздравам сите наши македонци што не слушаат, што не гледаат, што не следат. Прашањето е одговорено овде во Северна Македонија. Ке сакам уште еднаш да го реафирмирам, еве прилика. Прво се работи сосема за спротивното, односно за обид за зајакнување на врските на матичната земја со целиот наш народ што живее надвор од Северна Македонија. И во тој еден контекст ние сме земја во развој, не можеме да создаваме министерства за се, а сепак потребите од одредено институционално подобро поставување од порано како искуство, државата, новата влада заедно со парламентот донесе одлука како да го димензионира во периодот кој што предстои. Досега имавме Министерство за диаспора без ресор, каде што функционираше министерот, шефот на кабинетот, секретарка и уште еден вработен. Тоа не е доволно, затоа што нашата диаспора е огромна, е во милиони и е насекаде во светот. Следната задача е да направиме поголема капацитетност за подобар сервис, поефикасен, побрз сервис на нашата диаспора, водени од желбата за брзо да испорачуваме услугите кои што ги имаат нашите луѓе како потреба од матичната земја, но и надевајќи се дека ќе привлечеме голем дел од нив да тоа што го заработуваат по белиот свет, дел барем да го враќаат дома, да им зајакнува врската со Северна Македонија. Од такви едни околности не можеме да создадеме Министерство за спорт кој што има потреба. Не може да создадеме Министерство за енергетика, има потреба. Министерство за диаспора има потреба. Отидовме со одлука за создавање на генерални секретаријати или директорати, точното име ќе им биде во самата влада, кои што ќе бидат составени меѓу 10 и 20 луѓе административни капацитети, за да се навистина поставеноста биде за граѓаните, а не да сместуваме министер и негов кабинет под превезот на тоа што вистински треба. Така да правиме домечирање на вистинската потреба, да немањето на капацитет да создадеме нови министерства, цели ресори кои што ќе функционират, а се реални потреби, правиме измеѓу чекор кои што ќе бидат директорати, во кои што ќе се има директор на самиот директорат со 10 до 20 луѓе, зашто ќе имаме таков директорат за странски инвестиции, таков директорат ќе имаме за ромите како најсиромашна заедница кај нас и тие се фиксирани како директорати, но секако едниот од директоратите е токму диаспорат. Ние како влада, а и целокупното наше општество, посебно економскиот совет на владата, гледа сериозни капацитети и за економско раздвижување на земјата, но и за можност за создавање на квалитетни профити на наши луѓе кои што имаат слободен капитал кој што може овде да го инвестираат во државата, верувајќи дека двете траки на кои што ќе работи тој директорат ќе биде сервисната улога кон нашите, да биде зголемена во капацитет, да има многу поголема ефикасност, многу поголема брзина во незината работа. Еве во короната видовме колку наши луѓе се заглавени, не можат пасош да изведат, не може да си дојдат дома, не можат своите кои што се заглавени некаде во Рашчекор дома или во новата земја кај што живеат, да редовно ги обавуваат своите потреби животни или слично. Така да едната трака
на која што ќе работиме токму таа или лента, а втората лента е економската лента, каде што веруваме дека ќе има вин-вин ситуација. Ако можат германските, француските, австрийските инвеститори да гледат интерес овде и да вадат добри профити, мислиме дека и нашата диаспора може со поголем интензитет да продолжи со инвестиции во Северна Македонија. Како што и досега имаме успешни примери, се надеваме дека ќе имаме многу поуспешни примери. Тоа е идејата, тоа е дел од новата програма сега на владата. Јавно е соопштено, на парламентот е образложено и веќе се прави законска измена, се драфтира текстот за создавањето на директоратите во самата влада. Добро, тоа е веќе една друга насока која што може да биде само позитивна, вака како што ја објаснивте, и тоа е окей. Дали тоа значи решавање и на проблемот со конзуларните представништва, како што на пример ние овде во Малта го имаме проблемот, се поголема и поголема диаспора сме, посебно со голема експанзија во последните 5 години овде во Малта, а се уште иако има дозвола за отварање на амбасада, нема ни дипломатско представништво. Токму тоа беше она што го рековте, проблемот со пасошите, кој што за среќа новата влада го реши експресно брзо. Но дали тука ќе спаѓа и тој оддел да што поскоро се воспостави тој дипломатски, вистински, реален административен контакт со Малта? Искрено, конзуларните представништва и по законите се дефинирани и така е во пракса под Министерството за надворешни работи. Малта е една од новите земји каде што ни порасна многу брзо во последните неколку години нашата диаспора и веќе се јавува практичната потреба. Ние формалностите со владата на Малта ги имаме завршено, дури имаме и предлог луѓе за почесен конзул, но и сакаме да си поставиме наш конзул, кој што секако ќе ја врши работата. Директоратот ќе може да биде само од помош на целиот менеджмент на процесите кои што се вршат дел низ конзулатот, но дел се вршат и генерално по други потреби, како што ги спомнав, економските потреби, например, и на граѓаните, но и на државата наша. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Бидете секој ден на нашата Facebook страна од понеделник до четврток, 4 дена со 4 термини ќе бидат конечното решение. 4 конечни решенија во интервалот 4 недели ќе ве донесат до финалната дестинација, локацијата каде што ќе треба да го пронајдете пликото кое што ние ќе го скриеме на некое интересно, скришно место. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Рековме дека уште малку ја завршуваме овогодишната или последната потера оваа година. Сега ќе го видите новото прашање, и тоа ќе биде последно прашање, пред да видиме следната недела кои ќе бидат оние со најмногу точни одговори. Значи, може се уште имате време да се вратите на нас и одговорите. А што ќе биде следната година, веќе е во некоја рака и ја најавив, тоа ќе биде потера која што ќе биде конципирана од 2 места и во секоја потера ќе имаме по, се надевам, барем 10 луѓе кои што на крајот ќе влезат во оној барабан и ќе извлечеме некој кој ќе го однесеме во Холандија на Европско првенство. Веќе не зборам ништо, од следната епизода се повеќе и повеќе што ќе биде следната потера. Бидете подготвени.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de to, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Тука е крајот, но не е крајот. Остануваме уште со рубриката Out и In. Што беше out во минативе 7 дена и што беше оно што ни остави печат како нешто позитивно на остров. Има многу работа, тоа ќе може да се прават со години, ако се прави таа листа постојано, бидејќи ностоп нешто се случува и позитивно и негативно. Значи останете уште некоја минута и за останатите информации следете и новата епизода. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get